Квалитетна јавна администрација и изнаоѓање решенија за подобри услови и повисоки плати за работниците е главната заложба на владата во насоки на реформи за јавниот сектор. Преку јавни дебати, Министерството за администрација ги изготвува новите законски решенија кои би требало да влезат во собрание за околу 100 дена. Оваа влада и Министерството за јавна администрација се залага за комплетна департизација на јавната администрација и јавниот сектор, со тоа што измените во овие законски решенија кои што ги нудиме ќе бидат во таа насока. Тоа значи, ако избегнеме од тој процес на партизација на јавната администрација, ќе биде практично прв чекор кон она што следи, а тоа е систем ефикасен кој што ќе овозможи добра услуга на граѓаните. Синдикатите инсистираат дека освен департизација за подобрување на состојбите во администрацијата мора да има и покачување на платите уште од септември. Реформата мора да значи пред се департизација на јавниот сектор и активно вклучување на целокупниот расположлив капацитет на вработените во јавниот сектор во спроведување на сите идни процеси. Тука сме денеска да слушнеме дека ќе ги зголемуваат платите, бидејќи без плата нема ни работа во конкретниот случај во државата и очекуваме дека тоа што ќе го кажат и министрите ќе значи усогласување на платите од месец септември оваа година, како и дополнителното зголемување на платите наредната година која ќе се случи согласно општиот колективен договор за јавен сектор. Во однос на покачувањето, Минчев очекува диалог со синдикатот за да се најде прифатливо решение кое би станало дел од буџетот за наредната година, оти во сегашниот наследената состојба била очајна. Од економските ресори во владата најавуваат дека ќе воспостават правична и фер пресметка за плати во согласно со колективните договори, а се најавува и дека ќе се чешла трошењето на сите буџетари. Да соработува на начин кој ќе овозможи воедначена и правична пресметка на плати за вработените на исти работни места во јавниот сектор, но истовремено да се внимава на трошењето на средства од буџетот. Буџетите на сите буџетски корисници ќе се отворат до дел на раздел, да се знае секоја институција колку средства во колкав обем користи за непродуктивни трошења. Преговорите и соработката со синдикатите останува еден од клучните сегменти. Водење на конструктивни преговори и соработка со синдикатите за да се постигне договор за разумни и одржливи зголемувања на платите. Покрај покачувањата на платите во јавниот сектор, од синдикатите бараат покачување и на минималецот. Премиерот Мицкоски вели дека тоа било регулирано со закон, а политиката на владата била да има среќни работници. Мицкоски предупреди дека е подготвен да разговара за ова со сите синдикати, но нагласи дека во овој процес има место за оние кои навистина се борат за правата на работниците, а не со заткулисни политички мотиви.